Од денес треба да поевтинат повеќе од 1000 прехрамбени и непрехрамбени производи, откако во службен весник се објавени одлуките на владата за ограничување на бруто профитните маржи и за замрзнување на цените на дел од производите. Новата надеж за пониски цени граѓаните ја проверија веднаш, но од маркетите тие и денес излегоа разочарани и незадоволни. Велат се било како вчера и пред тоа и дека нивните очекувања повторно се изневерени. Дали забележувате намалување на цените и на кои артикли? Па многу слабо има намалување. Не се намалени како на телевизија што кажуват. Се е скапо се однови, не знам дали стварно ќе биде намалено на цените. Лево ми е исто како беше 32, сега е 30. Многу слабо. Па се останува по истото, па минимално е за нашите услови, па сега. Како е, што е, се дали ќе се штрекуваше, дали да е. Јас ништо не забележи, да ви кажем наискрено. Ништо. Не, искрено не забележувам. Од друга страна, незадоволни освен потрошувачите, се и од комората на трговци, бидејќи во владините одлуки нема да бидат опфатени 1000 производи, туку од 3000 до 4000 производи, со што ќе се загрози опстанокот на трговските предпријатија. Нашите очекувања се дека со овие две одлуки цените на основните прехрамбени производи ќе се намалат во просек за околу 10%. Освен 8 основни прехрамбени производи, млеко, леп, брашно тип 400 и 500, јајца, масло за јадење, јогурт и кисело млеко, за кои се очекува да останат на исто ниво. Изјави заменик министерот за економија Маријан Ристески. Остануваат на 5 за 10% ќе се намалат цените на месото и преработките од месо. Шеќерот, млечните производи, маргаринот, путерот, конзервираниот зеленчук и овошје, гравот, оризот, тестенините, а на 15% средствата за хигиена, свежото овошје и зеленчукот, детергентите, бебешката храна, пелените, сапунот, тоалетната хартија и слично.